драги ученици, добродојдовте на уште една училница. Ова училница ви е и последна училница за предвидената програма по предметот биологија за 9-то оделение. Да ви се представам, моето име е Розета Попризова и заедно ќе ја учиме денешната лекција. Последната лекција ви се вика Дарвиновите откритија и теорија на еволуција по пат на природна селекција. Што ќе научиме од денешната лекција? Кој е Чарлс Дарвин? Што открил Чарлс Дарвин? Што е тоа природна селекција? Споредување на вештачка и природна селекција, бактерии и антибиотици. Најпрво ќе научиме кој е Чарлс Дарвин. Чарлс Дарвин е роден во Шрусбери, Англија, на 12 февруари 1809 година, а починал 19 април 1882 година. Тој е петто од 6 деца на богатиот доктор и финансиер Роберт и Сузан Дарвин. Иако се образувал да биде лекар, одсекогаш имал огромен интерес за живиот свет што го обкружува. Бил добар наблюдувач и правил прибелешки за растенијата и животните кои ги наблюдувал во неговата градина или на патувањата. Еве ви слика како изгледал Чарлс Дарвин. Што открил Чарлс Дарвин? Во 1831 година Дарвин го почнал своето 5-годишно патување како природнонаучник на бродот Бигл. Посетил многу земји во Јужна Америка, како и Галапагоските острови во Тихиот океан. Тој тогаш почнал да размислува дека ако планините и карпите може да се менуваат во текот на времето, тогаш постои можност и видовите организми да се менуваат. Посебно се заинтересирал за свингалките, вид птици кои ги наблюдувал на островите Галапагос. Секој вид свингалка била приспособена кон малку поинаков начин на живот. Пример, некои птици имале дебел, јак клун за исхрана со големи семиња, додека други имале потенки клунови за исхрана со мали семиња или инсекти. Кога се вратил дома, Дарвин почнал да ја развива својата идеја. Тој размислувал дека различните видови свингалки од различните острови на Галапагос веројатно настанале од заеднички вид, но не можел да разбере како е можно тоа. Во 1855 година почнал да одгледува гулаби. Се создале многу различни форми на гулаби. Дарвин претпоставил дека сите форми настанале од еден вид на див гулаб. Тој почнал да го согледува начинот на кој веројатно настанале и различните видови свингалки на островот Галапагос. Во 1859 година била издадена уште една книга од авторот Томас Малтус, кој претпоставил дека популацијата на луѓето на земјата не може бесконечно да расте. Со помош на оваа книга, Дарвин можел да ги види чекорите што воделе кон настанок на нов вид и во 1859 година ја објавил својата најпозната книга Потекло на видовите. Тој претпоставил дека човекот потекнува од некои прастари изумрени предци. Преку многобројни докази докажал дека човекот е составен дел на природата и дека за него важат природните закони како и за останатиот жив свет. Природна селекција. Природната селекција е теорија која ја именувал Дарвин. Главни идеи во оваа теорија се: организмите од еден вид не се сосема исти помеѓу себе, тие покажуваат варијации. Многу организми не доживуваат полово созревање. Може да бидат убиени од предатор, да умрат како резултат на болести или недостиг на храна. Единките што имаат влијанија што ги прават најдобри приспособени во нивното живеалиште, имаат најголема шанса да преживеат. Најдобро приспособени организми имаат најголеми шанси да се размножат и дадат потомци. Потомците ќе наследат некои од карактеристиките на родителите. Ако тоа продолжи од генерација на генерација, со текот на времето може да настанат промена на видот или да настане нов вид. Еве ви природна селекција конј, жирафа,
поточно издолжувањето на вратот на жирафата како следувал и на крај слика од човекот или човек што мисли Homo sapiens. Споредување на природна и вештачка селекција. Од табелата можеме да го видиме споредувањето на овие две селекции. За вештачката селекција на почетокот постои популација на организмот што покажува варијација. Варијацијата делумно е резултат на нивните гени. Тоа важи исто и за природната селекција. Луѓето избираат единки што имаат карактеристики што ги сакат тие. Обично тоа ние го вршиме или тоа е вештачка селекција. Додека пак и природната селекција важи дека единките што имаат карактеристики што им обезбедуваат најдобра адаптација кон живеелиштето имаат поголеми шанси да преживеат. Само на единките што имаат сакани карактеристики им е дозволено спарување, вештачка селекција. Додека пак е природната само единките со најдобрите адаптации преживуваат доволно долго за да се размножат. И последно, кое е исто и за двете селекции, е дека овие единки ги пренесуваат своите гени, а со тоа и своите карактеристики на нивните потомци. Бактерии и антибиотици. Објаснувањето за тоа како се развил долгиот врат кај жирафите и како се менува бојата на крзното на планинските зајци се само теории. Ние немаме никакви докази што навистина се случило. Научниците откриле многу примери за одвивање на природна селекција. Два такви примери се бактерии и антибиотици. Бактериите се најстари и најситни едноклеточни организми кои ги населуваат сите живеалишта на нашата планета. Додека пак антибиотиците се супстанции што ги користиме за да ги убијат бактериите кои предизвикуваат болести во нашите тела. Еве ви слика на бактерија и слика на антибиотици. Драги ученици, се надевам дека бев доволно јасна за да може да ги усвоите знаењата од денешната лекција. Ви благодарам на вниманието.